Исус е единствениот пријател кој што може да ги излечи сите болести и кој што може да ја излечи и смртта. И не само што не наплатил за тоа, туку тој самиот платил за сите наши гревови, тој самиот се принесе на жртва и тој самиот се предал за сите нас. Колко е тоа голема цена. Денес пред да го извршиме светиот обред, светата вечера Господова, би сакал да кажеме 2-3 збора. Ќе бидам вечер денес посебно краток. Деновиве, прво да кажем, деновиве на една автобуска станица најдов вакво нешто. Не знам дали сте го видели и вие, може би, некаде вниз град. Еден лист со напишан текст на него под наслов "Дали си добра личност?" Ти го донесе? Јас го најдов у град ова. Значи, си го видел порано. Порано го имаш виден. Аха, во ред. Добро, ја очекував некој да му биде познато. Благодарам. Дали си добра личност, провери се. Одоздола, провери се дали си добра личност. И што мислите, авторот на текстот инаку е некој си христијан, што го викаат Кико. Тој е малку смешен прекар. Имаше, Моника која беше мал, имаше во листче еден Кико. Начинот на кој што овој христијан повикува да се провериме дали сме добра личност, е што мислите кој? Божите заповеди, да. Но, има еден проблем. Во листот се наведени, како што самиот вели, само 7 од 10 Божи заповеди. Само 7. Значи, наведени се конкретно, ако ви интересира, 9-та заповед, не сведочи лажно, така во скратена форма. 8-та заповед, не кради. 10-та заповед, не посакувај туѓо. 5-та заповед, почитувај ги таткото и мајката. 3-та заповед, не го изговарај напразно името на Господ. 7-та заповед, не врши прељуба. 6-та заповед, не убивај. Толку. И потоа самиот вели, разгледавме само 7 од 10 Божии заповеди. Кои фалат? Првата фали. Втората и четвртата. Да, од првата плоча само третата ја цитирал. Почитувај ги таткото и мајката. Да, се извинувам. Така. Третата е, да, тука ја наведува третата, не го изговора напразно името на Господ. Благодарам. Зошто само 7? Божите заповеди се 10, не се 7. Скратена верзија на христијанство, кое што е каква верзија? Некомплетна. Како и целото протестантско евангелие, некомплетна верзија на христијанство. За разлика од овие некомплетности, Господ кога беше кушан во пустината,
Кое беше првото искушение со кое што беше искушен? И претвори ги камењата во лебови, тогаш кога бил многу гладен, после 40 дена пост. Но на кој начин го одбил тоа искушение, се сеќаваме? Што е пишано? А тој му одговори и рече, напишано е. Што е напишано? Човек не живее само од леб, туку и од секој збор што излегува од устата на Бога. Од колку зборови Божји живее човекот? Од секој. Значи, дали може само од некој Божји зборови? Псалмосът вели, кога се јавија зборовите твои, што направил? Ги изедов. Ги изедов словата, Божите зборови. Но Исус вели од секој. Зошто од секој? Може ли само од некој? Некомплетно. Значи, човекот не може да живее само од некој некомплетни зборови Божи. Треба да живее, може да живее од секој. Зошто? Затоа што Господ, ако веќе објавил свое слово, своја заповед, тоа не го кажал напразно. Постои ли во Библијата, постои ли или во Божиот закон, постои ли нешто што е напразно кажано? Дали се прашувале, например, зошто Библијата ги споменува димензиите на ковчегот? Дали например, дали читајки некоја митологија, некоја бајка или некоја приказна, наоѓате ваков опис. Направи ковчег кој што ќе биде 300 лакти во должина. Имате ли такви бројки, прецизни податоци? Или Адам живееше 230 години, или после тоа, раѓајќи синови и ќерки, па до која возраст? Имате ли во бајките, митовите, приказните податоци за димензии, за возрасти, за хронологија, колку години и така натаму? Не. Дали тие податоци се излишни или... Еве, например, колку мине од вас, кога сте ја читале прв пат Новиот Завет, Евангелието по Матеј, колку мине од вас истрпевте да ја прочитате цела прва глава? Овој го роди оној, оној го роди оној и така натаму. Дали тоа ви беше здодевен текст? Не е лошо да признаете ако ви бил. Ја барам искреност. Но, другото прашање е, дали се тоа излишни податоци? Ништо не е излишно. Се што е запишено во Библијата има причина зошто. Димензиите на ковчегот на Заветот, зошто се дадени во Библијата? Може ли Господ да ги премолчи? Дали било битно да знаеме какви се димензиите на ковчегот на Заветот? Од кој материјал е бил изграден ковчегот на Заветот? Како изгледал ковчегот на Заветот? Што имало во него? Што имало над него? Зошто е тоа битно? Зошто се тие детали битни? Бидејќи ако некој денес тврди дека го нашол ковчегот на Заветот и се уште никој не го покажал до ден денес, значи не е најден, значи сите лажеја, сите што тврдеа. Но ако некој некогаш го покаже тоа, или ако самите израелци тврдат дека го нашли и го покажат, ќе знаете да процените дали е вистинскиот или лажниот. Дали е оригиналот или фалсификатот. Бидејќи немаме многу време, Исус рече, напишано е,
Човек не живее само од леб, туку и од секој збор што излегува од Божијата уста. Библиско прашање е, каде е тоа напишано или што цитирал? Што, каде? Второзаконие, каде? Ајде да отвориме таму. 5-та книга Мојсеева или Второзаконие. 8 глава. Знаете што е интересно? Бидејќи тука во Евангелијата не е даден целиот цитат. Може би Исус не ги кажал сите зборови. Но убаво е кога ќе ги прочитаме изворно сите зборови кои што се запишани, да видите во кој контекст биле кажани тие зборови. 8 глава, ајде да почнеме од 2 стих, како малку поширок контекст. Значи, Второзаконие, 5-та книга Мојсеева, 8 глава од 2 стих. Спомнувај си за целиот пат по кој Господ твојот Бог те водеше низ пустината. Во овие 40 години, значи Мојсей ова го зборува на крајот од тие 40 години и го зборува на втората генерација израелци родени во пустината. Освен Исус Навин и Халев од првата генерација, сите други изумрени. Коските им останаа во пустината. И сега на втората генерација Мојсей вели, спомнувај си го тој историјат, целото тоа патешествие, по кој Господ те водеше низ пустината овие 40 години, за да те смири. Што значи ова? За да те понизи. За да те понизи. За да те испита и за да дознае, дали Господ треба да дознае, рековме, порано кажавме, кога проучувавме за лекциите на верата, за хероите на верата, дали Господ треба нешто да дознае, или што значи ова, за да дознае што ти е во срцето. Кој треба да дознае? Ние треба да дознае. Зошто Господ дозволува да дојдат испити и искушенија врз нас? За да Он дознае што ми е во срцето? Не, Он знае што ми е во срцето. Но зашто така се изразува, како да е во наша кожа, како да и Он не знае? За да ние дознаеме. Ние да дознаеме што ни е во срцето, бидејќи ние самите себе си не се познаваме. Барем не онолку добро, колку што Господ не познава. Значи, за да дознае што ти е во срцето, дали сакаш да ги држиш неговите заповеди или не сакаш. Понатаму вели, те смируваше и те мореше со глад, а потоа те хранеше со мана. Во контекстот на маната се кажани овие зборови што Христос ги цитира, иако Христос не ги цитира сите. А потоа те хранеше со мана, за која не знаевте ни ти, ниту твоите татковци, за да ти покаже. Мојсей ја кажува сега причината зошто Господ го хранел Израел со мана тие 40 години низ пустината, за да ти покаже дека човекот не живее само од лебот. Туку од се што излегува од Господовата уста. Од се, или во другиот превод, од секој збор, се што Господ кажува, од тоа живееме. Ако не примаме се што Господ кажува и се што Господ дава,
Значи, Господ ти дава многу работи. Ако не примиш се што Господ ти дава, примиш само нешто, но не примиш се. Што значи тоа? Имаш живот или не? Немаш. Не живееш. И понекогаш, кога се чувствуваме слаби, немокни, особено разочарани, депресивни, да се запрашаме, дали се што Господ ми открил, ми објавил, ми дал, се, не некои работи, за некои работи сме сигурни, дали постои нешто што Господ кажал, ми го дал, ми го објавил, ми го заповедал, ми го открил, а јас сум го занемарил или сум го отфрлил. И тоа може да биде причина за пустош во нашата душа, празнина во нашата душа, бидејќи не е се примено. И само тогаш кога се ќе примиме од Господа, целиот пакет, целиот негов дар, само тогаш ќе имаме сила, благодат и полнина, каква што тој и сака да имаме. Зошто самиот Господ, кога вели преку Јеремија, често пати се повторуваат тие зборови, гледаме на интернет често деновиве. Ке ме најдете, ке ме барате и ке ме најдете кога? Кога ќе го побараме со целото свое срце. Господ дава се и сака се да примиме што тој дава, бидејќи не постои нешто што Господ го дава за џабе. Ако Господ дава нешто, има цел, има причина зашто го дава. Не постои нешто излишно за џабе. Господ е само толку доста, повеќе не ми треба. Он сметал дека треба да ти даде и тоа што е повеќе. Што ти го сметаш за повеќе. Или премногу. И исто така за возврат го бара целото наше срце. Господ се дал, затоа го бара целото срце. Господ не работи со дропки. Така? Господ дал се. Во Исуса Христа, вели апостол Павле, Господ ни предаде што? Се. И со што ќе биде задоволен од наша страна? Со се. Ако му се предадеме сите, какви што сме, цели се. Целото наше срце. Дека е тоа така, во тврдата беседа, Господ им рече на своите современици во Израел, кои што се фалеа со Божите чуда од минатото, од времето на Мојсеј. Нашите татковци јадеа мана во пустината. Господ им кажа, вашите татковци јадеа мана од пустината, или она што псалмистот го нарече ангелски леп, но што? Изумреа. Зошто изумреа? Јадеа ангелски леп, но изумреа. Зошто? Затоа што не го примиле сето она што Господ го дал. Не примиле се. Видете, многу израелци јадале мана, значи примале дури Божи чуда, се хранеле дури од чудесни дела Божии, но било отворено Црвеното море, значи биле спасени од мечот египетски, вода од карпа, значи биле спасени да не умрат од жет, бакарната змија биле спасени од змискиот отров со кој што биле каснувани. Израелците живееле од многу Божји дела и Божји слова, но не примале се. И затоа изумреа. Дури и мана јадеа, им вели Христос, но изумреа во пустината. За разлика од лебот, кој што он го дава, целиот себе си, неговото тело и крв,
целиот себе си, неговата душа и целото негово божество згора на сето тоа. Господ дава се и сака се да примиме од него, бидејќи ништо што тој дава не е за џабе, не е вишок или нешто непотребно. Сака да бидеме исполнети со се што тој ни дава и самиот тој го сака целото наше срце. Дали е тоа фер? Фер, се разбира. Многу фер. Замислете, ако бидете еден ден, еден многу скорешен ден, ако се најдете во Новиот Ерусалим, сакате? Добро, ја сега сакам малку подраматично, па затоа упатувам во второ лице. Помеѓу другите благослови што сите спасени ќе ги имаат таму. Например, доста е само плодот од дрвото на животот. Да имаш пристап до тоа нешто. Водата на животот. Па не е мал благослов и само тоа што ќе го газиш златото под твоите нозе. Да. Но покрај сите тие благослови и благодети, Господ на сите што ќе победат и што ќе бидат спасени, им ветува еден конкретен историски благослов. Во Откровението, во Апокалипсата, се споменува што? Добро, нешто за јадење. Маната се споменува. Замислите, спасените покрај сите други благослови, да не ги набројуваме уште еднаш, Господ на сите спасени од сите времења ќе им даде да пробаат каква била маната што израелците ја јаделе 40 години низ пустината. Сакате вие да ја пробате? Да, Библијата ни кажува каква била на изглед, слична на коријандарово семе, каква била на боја, бела, а на вкус, како медени колачиња. Размислувајќи за ова, си поставив прашање, дали кога ќе ја пробате маната, за да видите, значи, од свое искуство, со свој јазик, што јаделе израелците 40 години низ пустината? Дали после тоа ќе ви се присака сладолет од оваа земја? Господе, фала ти за се што имаме овде во Твоето царство, ама мене ми фали Сникерс, или ми фали Милка чоколада, или Марс сладолет со Кока-кола, ако може и со мрашче во Кока-колата. Да кажам, работи од наше време, како што израелците ја јаделе маната во пустината, а се присетувале на што? Тие немале марсовци и сникерси и Кока-коли во Египет, но се присетувале на нешто од Египет што им фалело. Што им фалело. И тоа. Како ја нарекува таа мана, размисли сега за ова, како Господ во Откровението ја нарекува таа мана, што ќе ја даде на сите спасени
да ја пробаат. Каде се наоѓа тој стих, а? Ајде, каде се наоѓа тој стих? Откровение? 2 глава, 17 стих. Благодарам. Кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. На оној кој победува, ќе му дадам од што? Од скриената мана. Од скриената мана. И потоа го споменува белиот камен, новото име и така натаму, во истиот стих. Зошто Господ маната ја нарекува сокриена? Има ли тоа врска со сокриениот ковчег на заветот? Дали маната се наоѓа денес во сокриениот ковчег на заветот, златниот сад со мана? Дали денес, каде што е сокриен, никој не знае каде, освен Господ и духовните суштества? Дали таму каде што денес се наоѓа ковчегот сокриен во таа пештера? Дали внатре се наоѓа златниот сад со мана и Ароновиот стап кој што процутил? Или не се наоѓа? Од каде знаеме? Каде е пишано? Ајде да отвориме, каде е пишано? Пета книга Мојсеева 5:10. Што вели таму? Да видиме. Благодарам. Да го прочитам и јас за гледачите и за снимката подоцна. Второзаконие, значи 5 глава, 10 стих. Да не е друга глава? А, ти читаш од друг... тоа е летописи, така. Втора летописи 5.10 и истиот стих, што минатата сабота го споменавме, Прва царевите 8.9. Така. Дека во ковчегот немаше ништо, но тоа е дури во времето на Соломон. Во времето на царот Соломон, во времето на изградбата на првиот храм, наречен Соломонов храм. Значи, уште само да повторам, Прва царевите 8.9 или Втора летописи 5.10. Се вели дека во ковчегот немаше ништо друго, освен плочите на заветот или 10 заповеди, наречени сведоштво во Мојсеевите книги. Апостол Павле ни вели во Евреите 9.4, во Новиот Завет, дека во ковчегот, во светилиштето, значи во шаторот, многу векови пред Соломон, пред храмот, освен плочите на заветот, се наоѓало што? Златниот сад со мана и Ароновиот стап кој што процутел. И сега се постави прашањето, што се случило со овие предмети помеѓу времето на Мојсей и времето на... Бидејќи, да прочитам уште еднаш, Излез 16.33 или втора книга Мојсеева, 16 глава 33 стих. Не беше оваа глава. Таму е. Мојата беше завртена на погрешно место.
Сега ќе видиме. Значи, и Мојсе му нареди на Арона, земи еден сад, стави во него цел гомор мана, а потоа положи го, тука вели пред Господа. Имате Библија кај што вели пред ковчегот? Ајде да видиме. Значи, положи го пред Господа за да се пази за вашите потомци. 34 стих. Како што Господ му нареди на Мојсеја, Арон ја сложи, значи маната, овде вели во Константинов пред сведоштвото. А во твојата Библија како пишува? Значи таму вели пред ковчегот. Пред ковчегот на сведоштвото, а тука вели пред сведоштвото. Што е точно? Или е исто? Исто или не е исто? Не е исто. Значи, што е, како треба да биде точно? Пред сведоштвото или пред ковчегот? Ако е пред ковчегот, значи е надвор од ковчегот. А ако е пред сведоштвото, може да биде и внатре во ковчегот. Може да биде. Може. Тоа ќе ни помогне вториот предмет да го разбереме. Кој беше вториот предмет? Ароновиот стап или палка, која што процуте. Имаме димензии на стапот. Имаме димензии на Ароновиот стап. Еве да го прочитаме овде во Броеви или 4 книга Мојсеева, 17 глава, 10 стих. Отворете сега таму. Броеви, 4 книга Мојсеева, 17 глава, 10 стих. Господ му рече на Мојсеја, положи го пак Ароновиот жезал пред сведоштвото. Повторно пред сведоштвото. Така. На чување како знак за непокорните. Заради роптањето, нели, зашто се случило да процути Ароновиот стап, таа историја е предходната приказна. Значи, тука се вели дека и Ароновиот стап бил ставен, положен пред сведоштвото. Што значи тоа сведоштвото? Самиот ковчег или нешто друго? Ако се двата предмета надвор од ковчегот, значи пред ковчегот, надвор од ковчегот, тогаш противречи апостол Павле, тогаш не е во право, бидејќи апостол Павле вели во Новиот Завет, тогаш Новиот Завет не е во право, тогаш имаме грешка во Новиот Завет, кој што ги става внатре во ковчегот. Така ли читаме во Новиот Завет? Дека се внатре во ковчегот. Дали Новиот Завет противречи на Стариот? Затоа зборуваме ние 3 саботи поред за небесниот храм и за небесниот ковчег. Благодарам што и денес не подсети на тоа. Ајде отвориме во Излез, 2 Мојсеева, 25 глава, каде што почневме да читаме за димензиите на ковчегот минатата сабота. Значи, Излез 25 глава или 2 книга Мојсеева, 25 глава, ќе го прочитаме 16 стих. Излез 25 глава 16 стих. Тука во Константинов вели сведоштвото што ќе ти го дадам, положи го во ковчегот. Значи, што е сведоштвото? За плочите. Плочите со 10 заповеди се наречени сведоштвото. Садот може да биде пред сведоштвото, а внатре во ковчегот? Може. Како вели другиот превод, ме интересира? Како вели 16 стих, Раде кај тебе?
сведоштвата, добро. Тука во еднина сведоштвото. Благодарам. Значи, Мојсей ни помага да разбереме дека Новиот Завет не противречи на Стариот. Тие предмети биле внатре, во ковчегот, до плочите со 10 заповеди. Каде исчезнале помеѓу времето на Мојсей и времето на Соломон? Каде отишле? Во времето на Соломон ни се вели дека внатре во ковчегот немаше ништо друго, освен плочите, освен сведоштвото. Каде отишле? Значи не може да бидат денес во сокриениот ковчег. Може да бидат таму. Не, сокриениот ковчег, што Еремија го сокрил, пред рушењето на Соломоновиот храм, за тој ковчег ни се вели дека во времето на Соломон во него немало ништо освен 10 заповеди. Значи во сокриениот ковчег на земјата не се наоѓа сокриената мана и Ароновиот джезел. Каде отишле? Ке завршиме со цитатот од Елена Вајд во Рани списи. Пред да го почитаме цитатот, да ве замолам, ако некој знае, тука присутен или некој што не гледа по интернет, дали сум му ја дал книгата Рани списи некому, кога минатиот пат цитирав од неја во август месец, кога зборував за рамната земја. Од тогаш ја неам книгата и не можам јас да читам, морам ја од екран да го прочитам цитатот заедно со вас. Елена Вајд, зборувајќи за небесното светилиште и визијата што ја била дадена во 1847 година, вели во Рани списи 32-та страница. Откако ја видов славата на светињата, тоа е на небото, небесниот храм, Исус ја подигна втората завеса и јас зачекорив во светињата на светињите. Во светињата на светињите го здогледав што? Ковчегот на заветот, чии страни горната и бочната беа од најчисто злато. И на едниот и на другиот крај од ковчегот се наоѓаше по еден прекрасен херувим со расширени крилја. Понатаму, со лицата беа свртани еден кон друг, со погледите спуштени кон ковчегот. Помеѓу нив се наоѓаше што? Златната кадилница, а не кадилниот олтар, како што некој погрешно преведува. Над ковчегот, каде што стоја ангелите, се издигаше извонредно блескава слава, која беше слична на Божиот престол. Покрај ковчегот стоеше Исус и кога молитвите на светиите ќе се издигнаат до него, тој ги пренесуваше кај Отецот заедно со мирисот на темјан кој се горуваше во златната каделница. Во ковчегот се наоѓаше што? Златниот сад со мана, Ароновата расцутена палка и камените плочи склопени како книга. Исус ги отвори и јас ги здогледав 10 заповеди испишани на нив со Божиот прст. Каде отишле садот со мана и Ароновиот джезал? Во небесниот ковчег. Во небесниот храм. Помеѓу времето на Мојсей и Соломон. Зошто? Помеѓу Мојсей и Соломон се случија разни турбуленции. Ковчегот беше однесен кај филистејците едно време, се сеќавате. Првосвещеникот Илија сметаше дека тоа представува дефинитивна катастрофа за целиот Израел. Отиде славата, рече. Падна од столицата, се преврти наопаку и го скршил вратот. Катастрофа. Тој сметал дека настапил, за него било крај тоа. Безнадежно, непоправливо нешто. Катастрофа. Господ ги сочувал овие предмети, ги однел во небесниот ковчег. Од копијата ги извадил од копијата некој Божи ангел по негова заповед и ги однел горе во оригиналот. Господ од таму ќе ви даде да пробате како изгледала и какво била на вкус
маната, окриената мана, што израелците ја јадеа низ пустината. Но, за да се удостоиме за тоа, треба да се удостоиме да бидеме подготвени да јадеме се што Господ ни дава. Духовно или телесно. Ако Господ го дава. А самиот тој рече да го јадеме неговото тело и да ја пиеме неговата крв и да го прифаќаме секој збор од неговата уста. Затоа што ако не прифаќаме се, прифаќаме многу работи, но не се, тогаш не сме достојни да го јадеме овој леб и да ја пиеме оваа чаша. Како изгледа тоа? Изгледа фер или не? Нека Господ ви даде мудрост и Дух Свети да разберете што значат овие зборови и како да се удостоиме, за да го примиме целиот Негов дар и еден ден да јадеме и од дрвото на животот, но и да ја пробаме оваа мана што израелците ја јадеа во пустината 40 години во времето на Мојсей. Нека му е фала и слава вечно. Амин.